Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. На Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска е предпразненството на големиот христијански празник Рождество на Богочовекот Христос во јаслите на Витлеемската пештера. Овој ден е воведен ден во тој голем празник. Бидејќи денеска и самото евангелско читиво што го читавме, а е напишано од раката на светиот апостол и евангелист Матеј, зборува токму за тоа. Зборува за вистината дека Христос не е фантом, дојден од Вселената или некој кој што го нема, бидејќи недопирлив заради неговата апсолутна трансцендентност. Туку некој кој што е вистински човек и вистински Бог. Но и едното и другото истовремено. Но никако не е антички разбран кентаур, получовек и полу Бог. Цел и вистински човек, цел и вистински Бог, содржани во едната личност Христо. Големината на овој ден, според големиот протоереј на црквата Христова Георги Боровски, е во фактот дека Бог влегува во историјата на светот и на човекот. И ние имаме сега знаење за една личност која што има историски карактер, бидејќи живее со нас, живее за нас и целиот себе си се даде за нас и за светот, а и светот и човекот во севкупната смисла на зборот свет, космос, се дела творби на рацете него. И сето тоа Бог го направи за да не спаси од опасните творби на нашата мечта, чиј карактер е вонисториски, неисториски. А све што е надвор од историјата е без светов и го има, но не и за светов, се доведува во прашање неговото вистинско, стварно, реално постоење. Господ, примајќи ја природата на човекот, а природата на човекот му ја даде на Синот Божи, втората ипостас на троичниот Бог, Богородица Маја. Истата онаа природа што самиот тој ја беше создал. Но во чинот на изедначување на Бога со човекот во се, не може да влезе се она што во природата на човекот го има, а не и припаѓа. На природата на човекот не припаѓа се она што е противприродно, противно на таа природа. А тоа што е противно на природата човечка е гревот, страстите и смртта. Затоа светите отци на Првиот Вселенски собор
јасно ни дадоа до знаење дека на вистина Христос ја прими нашата природа и во се со нас се изедначи. Но природата на човекот, својот зенит, своето совршенство ќе го постигне тогаш кога ќе се изедначи со природата на човекот во Богочовекот Христос. Че човекот воопшто е создаден по мера од човекот во Богочовекот Христос. Оној човек кој што не знае за грев и оној човек кој што не знае за смрт. Тој е човекот, или таа е мерата што секој од нас посебно треба да ја постигне. Дарот на човечката природа му е даден на Логосот Божи во денот на неговото воплотување. Во текот на историјата на христијанството се случувале многу погрешни поимања, сваќања на богочовечката личност Христова. Едни сакале да го признаат Христа само како човек со исклучителни способности. Некој кој што ги надминува рамките на човечката природа и на тој начин, но не престанува да биде само човек и ништо повеќе од човек. И на тој начин во мечтата на човекот се развива идејата за постоењето на над човекот. Оној човек кој што е посилен од сите луѓе е над сите луѓе. Тој не е просто човек, тој е над човек и таа идеја денеска се развива во уметностите, особено оние уметности што им ги сервираат на нашите деца. И тука треба да бидеме внимателни. Или пак, например, аријаните и другите, кои што исто така имаат сосема погрешно поимање на богочовечката личност Христова, таму каде што му ја одземаат пак човечката природа како стварност и го сведуваат само на дух, а се друго е привид. Една таква секта, например, постоеше и во царска Русија, сектата на бесмртниците, за која што пишува Берџаев во својата автобиографија, кој што сметале дека телото не е реално, не е стварно. Штом телото не е стварно, тогаш и смртта е привид, поради што не треба да ги оплакуваме мртвите, бидејќи тие не се мртви, онака како што ние смртта ја поимаме, туку стојат некаде од страна и ни се подсмеваат на фактот дека оплакуваме нешто што не постои. Значи, во Христа и божествената и човечката природа се чиста стварност, чиста вистина. Зошто Христос е совршен човек и совршен Бог. Зошто е совршен Бог? Затоа што природата Божја во сета севкупност нејзина ја има во себе си. Кога би допуштиле природата на Бога да се подели на три дела, еден дел да биде за Отецот, другиот дел за Синот, а третиот за Духот Свет, тогаш муслиманите би биле во право кога не обвинуваат за тритеизам. Тогаш би добиле три Бога. Из Богум монотеизам. Верата во еден Бог би испарила, би исчезнала. Меѓутоа, тајната на троедниот Бог е во тоа што трите ипостаси Божи ја поседува безостаточно целата природа Божја во себе си. И токму според тоа тројцата се еден. Она позната молитва
на тројцата египетски монаси, прости и неуки, кои што стоеле крај брегот на реката Нил и се молеле: вие тројцата, нас тројцата помилуј не. Множината, плуралната форма, вие тројцата ја сведуваат на сингуларна форма. Тројцата помилуј не, бидејќи се тројцата еден, судејќи според природата што ја поседуваат. И сето тоа ни се открива низ тајната на Христовата богочовечка личност. Ако не е над човек, а е вистински и цел човек, совршен човек, тоа до што ние треба да стигнеме, имајќи го него за критериум низ сите вечности. Тогаш, што е Христос? Визави нас луѓе. Се човек, браќа и сестри, се човек. Зашто сите ние сме во него содржани. Тој нас не содржи. И реков, сите нас не содржи, бидејќи сите ние на планот на природата не сме многу луѓе, туку еден човек, пројавен во миријада и постаси. Аналогно на тајната Божја, 3 ипостаси се 3 личности, но само еден Бог, зашто природата им е на тројцата една и иста. Ние овдека сме собрани 100 луѓе. Ама на планот на природата сите ние сме човек, еден човек, пројавен во 100 персони или личности. Хикетну, сега и овде, во ова време и на овој простор. На планетава Земја не има веројатно повеќе од 8 милиони ипостаси, но сите тие се еден човек и тој човек во неговата совршена форма е содржан во Богочовекот Христос. Поради што ние треба, ние како луѓе, да ја постигнеме мерата на човекот во Богочовекот Христос, а не тој нашата, зарад нашата несовршеност, зарад нашата грешност и зарад нашата смртност. Да го познае, се измислуваат стотици, милиони божества на кои што човекот им се поклонува. Што во облик на луѓе, што во облик на предмети, телкани и вајани, како што се изјавува на едно место Свети Атанаси Велики, во дрво, во камен или во железо, или држајќи ги на своите глави, во своите кабинети, како обоготворени личности на нашите идеолошки водачи. Од сето тоа, историскиот реализам, врзан за богочовечката личност Христова, не спасува, браќа и сестри. Нека ни е честит празникот, да сме радосни и весели. Краткиот програм на богослужења за божичните празници. Утре е Свети Наум, преподобен Наум, Охридски чудотворец, нашиот духовен татко, ке служиме света литургија. Потоа во среда, четврток и петок ќе служиме божичните литургиски славења. Први ден, втор ден и трет ден Божич. Во саботата малку ќе се одмориме и во неделата повторно се собираме, па потоа православна нова година, односно обрезание Господње и сите други празници што од Божич до Богојавление ни следат. Господа ве благослови, да ја умножи радоста Божја во вашите души и да ве направи сведоци на живиот и вистински Бог и вистински човек, Богочовекот Христос, во ова наше време и во овој наш свет. Амин.